За прв пат државата доделува државно земјоделско земјиште под закуп, за кое што земјоделците и агробизнесмените имаат можност, освен за примарно производство, да подготват и бизнис план за преработувачки капацитети, велат од ресорното министерство. Вкупната инвестиција на сите 20 прифатени договори изнесува 11 милиони евра, износ кој што ќе се вложува во следните 5 години во инвестициски проекти за винарници, кланични капацитети, млинови, оранжерии и откупни центри. Надлежните очекуваат инвестициите во земјоделската преработувачка индустрија да создадат услови за обезбедување сигурен пласман на земјоделските производи, решавање на проблемот со вишоците, како и отворање нови работни места. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски потенцира дека јавното наддавање се спроведе на 20 географски целини во 13 општини, а за сите нив се склучуваат договори за вкупно 1341 хектар. И она што особено значено е зголемувањето на просечната закупнина која што е постигната со ова јавно надавање. Ако просекот на сите претходни огласи во претходни години се движи помеѓу 90 и 100 евра по хектар, на овој јавен повик и со овие склучени договори просечната закупнина достигна 258 евра по хектар, што значи и прилив на средства во државата, но и зголемен интерес од страна на инвестициите. Сето ова е резултат на добрата бизнис клима и на сериозните и храбри чекори кои што нашата Република Северна Македонија во изминатиот период ги има зацртано и трасирано. Овој оглас е важен за раздвижување на пазарот во општините, за задржување на младите во руралните средини, каде што ќе се градат ваквите капацитети, но и за обезбедување на сигурен пласман и решавањето, како што потенциравме, на вишокот на производи. На крај упатувам благодарност до секторот за земјишна политика, кој што веќе еднаш го спомнав, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, деноноќно работи на расчистување на сите спорни прашања во делот на земјишната политика и деноноќно работи да што побрзо сите површини, целокупното слободно земјоделско земјиште биде ставено во функција преку вакви инвестициски или сите други опции кои што законот ни ги дозволува. Инаку сите потписници на договорите за инвестицискиот оглас се и потенцијални корисници на мерките од ИПАРД програмата.